Епизода 1. Влегување. Не знам точно кога почна. Тоа е првиот проблем. Сите други приказни почнуваат со нешто конкретно. Звук, настан, несреќа. Ова не. Само знам дека првата ноќ кога ја поминав таму, ништо не се случи. И токму тоа ме плаши сега, додека се обидувам да се сетам. Клиниката беше затворена со години. Барем така ми рекоа. Стара психијатриска установа, надвор од градот, оставена да гние, без бучава, без објаснување. Луѓето не сакат места, каде што некој некогаш бил заклучен во сопствената глава. Јас немав такви проблеми, или барем мислев дека немам. Работата беше едноставна. Ноќен џувар од 22 часот до 6 часот. Никој не доаѓа, никој не излегува. Ако чуеш нешто, ми рекоа, тоа е зградата. Зградите секогаш крцкаат, луѓето не секогаш. Првата вечер стигнав порано. Навиката ми беше да се појавам пред време и затоа што ми даваше чувство на контрола, како да сум чекор пред нешто. Иако не знаев пред што, клучевите беа стари, тешки, метал што памети премногу допири. Кога ја отворив главната врата, воздухот внатре беше постуден отколку надвор. Не свеж, само стар. Мирисот не беше на мудла. Беше на нешто што долго време чекало да биде забележено. Хотниците беа долги, неправедно долги. Светлата работеа секоја второ. Сенките не беа равномерни. Некои беа подлабоки, ошто требало да бидат. Си реков дека умор секогаш е умор, нели? Мојата задача беше да направам круг на секој час, да поминам низ сите крила, да проверувам врати, да слушам. На списокот имаше една просторија, обележена со црвено. Соба 413. До неја стоеше забелешка, напишана со друг ракопис. Не е итно, само погледни. Не ми се допадна тоа само. Правиот круг помина мирно. Чекорите ми одекнуваа премногу гласно. Па се обидував да одам потивко, како некој да слуша. Соба 413 беше на крајот од едно крило, што не го користеше никој. Вратата беше обична. Ништо немаше предупредувачко. Никаков знак. Ја отворив. Внатре немаше ништо. Буквално ништо. Празна соба. Бели зидови. Нема прозорци. Нема мебел. Само еден стар сиден часовник.
часовникот работеше. Не знам зашто застанав толку долго. Може да ја затворам само вратата и да продолжам. Но времето внатре се чувствуваше поинако. Го гледав секундарникот, се движеше, но неравномерно. Тик, пауза, тик, си помислив, ќе се расипе. И тогаш, не знам дали ова го помислив или го слушнав. Не, уште. Се насмеав гласно. Тоа беше нервозно смеење. Она што го користиш за да му кажеш на мозокот дека нема што да се плаши. Уморен си реков. Го напуштив просторот. Вратата зад мене се затвори тивко. Премногу тивко. Остатокот од ноќта помина нормално. Ако нормално значи дека постојано гледаш преку рамо без причина во 3 часот, додека седев во малата канцеларија, сватив дека не паметам да сум го направил третиот круг. Но на листата имаше штикла. Мојот ракопис. Го проучував листот долго време. Почнав да го анализирам начинот на кој ги пишувам буквите. Таа штикла беше премногу уредна. Јас не правам такви. Се кренав, срцето ми чукаше побрзо отколку што треба. Одев кон грилото со соба 413. Се го чекор. Чувството дека одам таму втор пат стануваше посилно. Вратата беше отворена. Сигурен сум дека ја затворив. Внатре исто како и порано. Празно, само часовникот. Погледнав во времето. 3:17. Секундникот стоеше, не беше расипан, само не мрднуваше. И тогаш повторно, сега можеш. Не однадвор, не од зидовите, однатре. Почнав да се потам. Рацете ми трепереа. Кој си? Прашав. Прашање без надеж. Одговорот дојде како мисла што стигнала пред мене. Ти? Излегов од собата. Не трчав. Не врескав. Само излегов. Но нешто не излезе со мене. Тоа го знам сега. Затоа што го не затвори вратата. Мислата што следеше не беше моја. Уште ќе се вратиш. И најстрашното, дел од мене се согласи. Крај на епизода